Денеска би размислувале, браќа и сестри, како што може да го видите насловот, за еден рецепт кој ни стои на сите на располагање, а тоа е благодарност. На почетокот би сакал да прочитаме два текста од псалмите, како што и братот сега читаше. Ти благодарам, Господе, што сум создаден толку чудесно, што се Твоите дела прекрасни. И апостол Павле ќе се надоврзи, ќе каже и бидете благодарни. Животот во овој 21 век, браќа и сестри, во кој ние денеска живееме, исполнет со многу обврски и барања. Кога културата во која живееме и средината во која се наоѓаме го пренагласуваат оно што мислиме дека ни е потребно или дека го сакаме. Едноставно, како да светот и околината го диктираат нашиот живот. Ако ја отвориме телевизијата, интернет, филмовите, списанијата, секојдневно тие не бомбардираат и ни укажуваат какви да бидеме. Едноставно, тие не подсетуваат дека треба да имаме поголеми станови, поголеми куки, поголеми домови, подобра работа, повозбудливи мигови во животот и така натаму. Едноставно, ние се трудиме тоа некако да го постигнеме. И ако не го постигнеме, тогаш сме разочарани. Во нашите напори да акумулираме поголемо материјално богатство и тежнење да го добиеме, сето тоа едноставно предизвикува фрустрација кај нас, ако тоа не го постигнеме во животот. И на тај начин ние ја губиме нашата перспектива да бидеме благодарни или да бидеме оптимисти. И мислиме дека нема зашто да му бидеме благодарни на Господа. Меѓутоа, благодарноста, може да прочитаме заедно, вели овде, ни помага да ги признаеме и препознаеме даровите на животот. Дури кога личниот стрес, болката и страдањето ќе не наведат да мислиме поинаку. Ние подело малце во ова размислување ќе видиме колку е важна благодарноста, да ја искажуваме и за мали или за поголеми нешта. Благодарноста ни помага да ги признаеме и препознаеме даровите на животот. Истражувањето покажуваат, браќа и сестри, дека благодарноста со сигурност го подобрува нашето расположение. Едноставно, кога сме благодарни, душата доживува нешто посебно, па макар тоа било за ситница, ако благодариме, или за нешто големо. Да се биде благодарен, тоа е решение за нашиот дух. Ние се чувствуваме подобро. Ние понекогаш се фокусираме на некои големи работи. Фокусот на оно што го имаме во животот е многу важно, а не на оно што го немаме. Е силна мотивација која води до целосна животна трансформација. Интересно, истражувањето покажува дека благодарноста помага на нашата психа, на нашето ментално здравје и секако на нашето духовно здравје. Луѓето кои се благодарни имаат поголеми изгледи да имаат повеќе среќа и тие се позадоволни во животот. Не е само тоа некоја фраза, знаете, на запад може би тоа повеќе се користи благодарам, за мала ситница, може тоа им е во воспитанието нивно. Меѓутоа, сепак, ние од ова размислување ќе видиме дека и ние треба да го усвоиме тој збор благодарам. Не чини ништо, а за возврат може многу да ни помогне во нашиот живот. Еве што рекле истражувачите. Они кои благодарат повеќе, спијат подобро, имаат повеќе енергија, се чувствуваат подобро. И кога ќе се соочат со песимистички чувства во врска со одредени животни потешкоти и проблеми, за разлика од оние другите, тие се поиздржливи и имаат тенденција да се справат со проблемите на позитивен начин. Гледате, браќа и сестри, колку е важно да бидеме благодарни и за мали работи, и за големи. Наутро кога ќе се разбудиме, верувам тоа го правите. Многу луѓе денеска не се разбудија, но Бог, ете, е милостив, ни продолжи уште еден ден во нашиот живот. Значи, искажувањето на благодарност со сигурност го подобрува нашето физичко, односно ментално здравје. Еве, во едно списание, односно, ова изјава што е дадена, јас ќе ја пренесам сега да суте вас, вели, благодарноста секогаш и во значајна мера придонесува за поголема среќа.
Таа раѓа позитивни емоции кај луѓето. Им овозможува да уживаат во убави искуства. Им го подобрува здравјето. И им помага да се справуваат со тешкотиите и да градат цврсти, подобри би рекол, пријателства. Мозокот се фокусира, знаете, нашиот мозок како работи. Тој се фокусира на една работа во одреден момент. И кога сме, например, лути или тажни, тоа се единствените емоции кои тогаш работат. И тие чувствуваат, тие делуваат. Знаете, кога човек разочаран, кога е тажен, плаче, неговите чувства се само емоции насочени кон тоа. Ако ние практикуваме благодарност, всушност тоа му дава стимуланс на нашиот мозок, да ги гледаме работите од друга перспектива, дека не е се така црно. Да, тешко ни во тие моменти. Разочарани сме можеби, но сепак постои врата подотворена, дека не е се така црно во нашиот живот. И затоа, моја желба и молитва е преку овие размислувања да сватиме дека нашиот мозок е многу битен во нас, како тој делува, што ние му даваме внатре, дали му даваме расположение или нерасположение, дали сме оптимисти или не сме оптимисти. Негувањето на чувство на благодарност ни помага да созреваме наместо да назадуваме. Изразувањето на благодарност, браќи и сестри, кон себе, кон другите, посебно може да помогне да се чувствуваме подобро кога сме во здравствена криза. Например, имаме некоја акутна болест, хронична болка, или може би сме добиле некоја диагноза на карцином, што е многу страшно. Тогаш ни паѓа црно перде пред очите и готово е. Мислиме дека крајот е тука. Или кога сме во страв и така натаму. Но благодарноста делува контра негативните емоции. Едноставно, бидејќи тогаш ние се фокусираме на сегашноста. Знаете, никако луѓе претежно жалиме за минатото, а се плашиме од иднината. А сегашноста како да ја забораваме. Ние живееме сега. Тоа што поминало ниту може да се врати, ниту да се поправи. А за утрешнината Библијата јасно пише во Матеј. Чија е утрешнината? Дали е наша? Што пише таму Исус? Погледнете ги врапците, така? Едноставно, секако ние сме интелигентни суштества, треба да планираме, треба да создаваме, но да не тоа оптеретува што ќе биде утре. Ќе има ли прогонство? Па како ќе не затварат? Па ќе бегаме ли во другите места? Ќе ги напуштиме становите, куќите и така? Значи, тоа ако не преретува само секој ден, животот ќе ни биде едно големо бреме. Но благодарноста делува контра негативните емоции, така што ќе можеме да се фокусираме на сегашноста, а едноставно да не жалеме за минатото или да се плашиме од иднината. Благодарноста секако се вежба. Тоа не се постигнува преку ноќ. Сеќавате кога на училиште одевме прво, второ деление, барем тогаш во наше време, сега може би децата се понапредни, ама учителката не учеше, ќе отидеме таму, ќе стапнеме со ногата и ќе кажеме извини учителка. Не учеше така практични работи. Или ќе ти подаде нешто, ќе кажеш ти благодарам, фала ти, така натаму. Може би тоа се во тоа време така беше. Не знам сега како е, но сепак принципите се исти. Некако луѓе сме исти и пред 10, 20 и 30 години назад. Бог од нас очекува, браќи и сестри, да ја користиме благодарноста повеќе во нашиот живот. Еве ќе спомнам 7 едноставни начини за тренирање на благодарност. Може би се познати, но јас ќе ги спомнам да се подсетиме. Кажете благодарам на другите. Кажувајте го често и со значење. Второ, пристапете на проблемот од позитивна перспектива. Немој да гледаме само негативни работи, браќи и сестри. Ако прстот го приближам до окото, дали може да видам нешто јас? Ништо не може да видам. А оддалече го прстот, те гледам тебе. Прстот воопшто веќе не доаѓа до изражај. Ако ние проблемите толку ги наблюдуваме од таква големина, односно од таква приближеност кон тие проблеми, ние само ќе гледаме проблеми. Затоа овде вели, пристапите на проблемот од позитивна страна или перспектива. Понатаму научите да го живеете животот без да барате правичност. Знам сме повредени биле, и вие, и јас, и сите ние. И ако сега одиме влакното да го делиме, никаде нема да стасеме.
Научете да го живеете животот без да барате правичност. Понатамо, барајте го најдоброто од ситуациите, а не најлошото. Ја знаете она чаша полна, како беше тоа? Половина чаша наполнета. Си мислите што велат? Празна е половина, а оние другите полна е половина. Се зависи како ние гледаме, од која перспектива. И тоа делува на нашиот мозок, како што рековме. Благодарноста делува на позитивно. Водете дневник на благодарност. Порано се водеше дневник, знам. И нашата Сања водеше дневник. Се што доживеала, запишува таму, и ден стои тој дневник некаде. Меѓутоа, овој дневник е сега за благодарност. Кога си кажал денеска, зашто си кажал? И после 2, 3, 5 години наназад тоа ќе те подсети на моменти кај што си бил радостен и си искажал благодарност. Поминувајте повеќе време со другите кои се благодарни. Што тоа значи? Едноставно, одминувајте ги тие кои стално негодуваат, кои постојано нешто ми е криво или нешто им фали, недостасува во животот. Има полно недостатоци кои ни се потребни во животот. Меѓутоа, ако сакаме да бидеме позитивни браќа и сестри, како што рече братот, кај што ќе влеземе да луѓето велат, како светлост дојде од 220 волти на светлина, а не да дојде темнина. Поминувајте повеќе време со другите кои се благодарни. Затоа, да се стане свесно благодарен на почетокот може да биде малку напорно, но напорот, браќа и сестри, ќе се исплати. Колку повеќе вежбаме, било во што, било во кој поле, дали некој учи да свири, му треба вежбање по час, по два, може би дневно и повеќе. Едноставно, тоа се вежба. Не само кога ни е добро да благодариме, но благодарноста значи придобивки, она носи придобивки за нашето, како што спомнавме, ментално и физичко здравје. Еве, замислите да бегате од нацистички војници или потера и сосема случајно, додека војниците те бркаат, некој човек те повикува во неговиот дом и те засомнува. Ти си под негова закрила. Овој странец цела зима се грижи за вас и ви обезбедува доволно храна и засолниште. Дури овој човек патува во соседните градови, кај што е вашата фамилија, им носи писменце од вас или писмо, и тоа е врската помеѓу фамилијата ваша и вас, кои сте во домот на тој непознат човек. Додека вашите сакани блиски се систематски фаќани, овде станува збор за евреи, кои се прогонати од тоа време, значи вашите останати роднини пријатели се прогонувани и фаќани во стапица, а овој странец ве одржува во живот и ја негува вашата верба во човештвото. Нудејќи ви доказ дека среде овој ужасен проблем или раширен ужас, многу поединци сепак имат отворено срце и се подготвени по цена на својот живот да те засолнат и да те заштитат. И сега, кога ќе размислуваме за овој странец, браќа и сестри, што ризикува, а ништо не добива, како ние ќе се чувствуваме кон овој странец? Може да почувствувате наплив од позитивни емоции, радост, одолеснување, дека не мора да се грижите да ја преживеете зимата. И на крајот, врз основа на ова, кај вас се раѓа едно чувство кој ние го викаме како? Благодарност. Не се плаќа тоа, не може да му платиш ти на тој човек кој те сочувал во живот, а војниците те гонат, те бркаат, но само може да кажеме фала ти, благодарам пријателе. Со пари тоа не може да се плати. Благодарноста како чувство е славена, браќа и сестри, низ филозофијата и религијата. Постојат разни книги, разни списања кои ја обработуваат ова тема. Еве, некои неодамнашни научни истражувања укажуваат дека благодарноста носи придобивки за нашето ментално, односно физичко здравје. Но многу е малку познато што всушност се случува во нашето тело и мозокот кога го доживуваме тоа чувство. Зошто тоа е многу важно? Таа е една моќна, силна емоција кога ќе кажеме благодарам или фала ти пријателе. Мозокот е чудна појава. Мозокот е чуден орган кој Бог го создал во нашата
во нашето тело. И се уште е неистражен, иако науката се повеќе и повеќе навлегува во самиот мозок, но се уште не се до крај стасани. Што може да ни каже мозокот за благодарноста? Кога би ја проучавале благодарноста, би наишле на филозофски трактати и религиозни излагања кои нагласуваат важноста на благодарност. Еве што каков заклучок донели истражувачите. Го подобрува сонот, кога ние ја користиме повеќе благодарност. Понатаму, ги зајакнува романтичните врски, не заштитува од болести, не мотивира да вежбаме и да ја зајакне нашата среќа меѓу другите бенефиции. И сега уште тука други работи се наброени. Гледате, една мала особина, едно мало чувство на благодарност или емоција која треба да искажуваме, но е многу вредна во нашиот живот. Мора да кажеме дека она фаќањето под наводници на луѓето во моментот кога чувствуваат благодарност има своји предизвици. Знаете, лесно да кажеш сега ти давам чаша вода, ти си жеден и ти велиш благодарам. Може би сега планираш, кога ме гледаш дека ти носам чаша вода, треба ти кажам благодарам. Меѓутоа, замислите, изненадна ситуација во која не си планирал, тоа доаѓа однатре. И тогаш ти доживуваш нешто пријатно. Но и на тој кој му кажуваш благодарам, и тој се чувствува пријатно, што ти му возвраќаш со едно зборче, една емоција која искажуваш фала ти или благодарам, но многу важна, браќа и сестри. И сакал да спомнам 4 начини како да изразиме благодарност и за секоја точка ќе кажеме по неколку реченици. Прво, бидете благодарни за се што е во вашата околина. Дали приметуваме околината во Кавадарци? Дали сте били ова лето во градскиот парк? Сте били ова есен или ова касно лето? После не знам колку 50 години паркот е обновен. Нова трева, грмушките се стари сечени, нови клупи, нови светла. Пријатно е за престој. На кого да му благодариме? Добро, на Бога се треба да му благодариме. Меѓутоа, постојат и одредени институции до општината, градоначалникот, тоа се средства наши, ваши, така. Меѓутоа, дали ја приметуваме околината? Не само градскиот парк, може до 12 деца горе да сте отишли или негде во градот. Значи, едноставно, практикување на свесност ни помага да бидеме присутни во сегашниот момент, а со тоа и повеќе внимаваме на тугите гестови, што сториле за општеството, и тоа ние го приметуваме и велиме фала, благодарам. Што повеќе сме свесни за тоа, ние повеќе ќе ги забележуваме добрите работи кои ни обкружуваат и за кои ќе бидеме благодарни. Значи, тоа е способност да ги уочиме убавините на природата, љубезноста на другите, можноста да заработиме преку работење. Всушност ја бараат способноста да бидеме познавачи на себе и на околината. Второ, бидете благодарни за мали нешта. Бидете благодарни за мали нешта. Често пати ние како луѓе сме благодарни, можеби, за настани кои се големи, кои се случуваат во животот. Например, кога сме завршиле факултет или сме добиле диплома, или кога сме го кажале на судбоносно да, или кога сме добиле принова. Но потешко ни е да чувствуваме благодарност за малите работи, а оваа мисла не подсетува да бидеме благодарни и за малите работи. Секојдневните нешта кои ни се случуваат. Еве, например, чувствување благодарност за храната која јадеме. Е мокно, е силно. Верувам, кога наутро сме се пробудиле, сме рекле фала ти Боже што сме живи и здрави. Или кога седиме да јадеме, да ручеме, да појадеме, секако ние се молиме, можеби тоа таа рутина, таа навика. Меѓутоа, дали сме благодарни на малите нешта? Непосредната свесност за храната пред вас, комбинирањето на вкусови при јадењето е одличен начин да практикуваме благодарност, браќи и сестри, кога јадиме. Зашто дека ние јадеме стотици и илјадници луѓе, неки имаат храна. Зашто живеат во такво поднебје или во такви услови што не можат да ги задоволат своите физички потреби. Бидете благодарни понатаму за мали нешта рековме, односно
Расширете ја благодарноста преку социјалните медиуми. На што се мисли тоа? На што се мисли кога зборуваме бидете благодарни за мали нешта, односно за социјалните медиуми или мрежи? Например, сте пронаšli некој текст, некој цитат некаде, или некоја добра слика. Споделете ја. Користењето на тие социјални мрежи е начин со кој ние искажуваме јавно нашата благодарност. Сигурно тоа го правите. И некој вам ви праќа некоја слика, некоја мисла, некоја реченица, некој цитат. Например, споделете некој мотивирачки момент од неодамнешен настан или pouka што сте ја научиле од некоја книга што имате прочитано, или фотографија од вашето место кај што живеете или сте били некаде во прошетка. Може би некого ќе охрабрите со некоја мисла, со некоја реченица. Ширењето на позитивна енергија е еден од начините преку кои секој од нас може да придонесе, браќа и сестри, за една мала промена во оваа дигитална ера. Да се подсетиме едни со други дека имаме многу нешта за што можеме ние да му благодариме на Бога. Бидете благодарни за вашите најблиски. Може би се сеќаваме за нашите најблиски ако некого изгубиме. Тоа го зимаме ние здраво за готово. Тука е брат, сестра, роднина, вујко, чичко, стрико и што ти ја знам. Меѓутоа кога некој ќе исчезне од нашето семејство, знаете на кој начин велам ќе исчезне, ќе го нема, може би тогаш ќе сватиме колку ни недостасува. Следниот пат кога ќе видите некој ваш домашен пријател, односно роднина, кажете му благодарам што ти имам, стрико. Треба да покажем благодарност и да не дозволиме добрите дела или зборови да останат незабележани. Практиката на покажување благодарност, браќа и сестри, кон нашите најблиски може да ги зајакне дури нашите односи, да бидат многу поприсни, многу поблиски. Знаете, име роднини со кои не се познаваме. Може би се далеко или има други верски убедувања и некако се појавува некој невидлив ѕид. Не ги делиме истите цели, и истите обичаи, например, знам, постојат некои неприродни поделби кои не би требале, но на жалост тоа е стварност. Но сепак бидете благодарни за вашите или за нашите најблиски кои ги имаме. Алберт Ками, сигурно непозната личност за вас, па и за мене беше, меѓутоа, кога го спремав овој материјал, дојдов до ова лице, до овој човек кој ме подсетува на нешто многу добро. Би сакал да ви пренесем едно прекрасно писмо на овој човек, Алберт Ками, пишува овде, 7 ноември 1913 година, 4 јануари 1960 година. Овде пред себе имаме едно од најубавите примери на благодарност до својот наставник кој доаѓа од перото на овој француски писател, филозоф и новинар Алберт Ками. Кога тој бил бебе, може да го најдете на интернет и пишува неговата историја, кога бил дете, неговиот татко починал на боиштето во Првата светска војна. Него и неговиот брат го израснала нивната неписмена, целосно глува мајка и деспотски настроената баба. Но поради ова тие немале надеж за сјајна иднина. Биле фактички осудени да животара тамо во семејството и како ќе израсат како некој криво дрво. Знаете, младо дрво, ако нема свој правец, то може да си го пронајде патот, но може да биде искривено. Но судбината ги вмешала своите прсти кога наставникот Луи Жермејн забележал дека младиот Алберт поседува посебен потенцијал и си зел задача да му помогне на момчето да се изгради и да ја пронајде својата цел, што е мисија на секој голем учител, односно педагог. Со помош на својот наставник, Алберт Ками, успел да ги преброди незавидните животни околности и започнал едноставно да расте во иден гений, кој ќе го цени целиот свет. 3 децении подоцна, Ками станал втор најмлад добитник на Нобеловата награда кој му била доделена за јасноста и искреноста со која ги осветлува проблемите на човечката свест.
После неколку дена, отколку слушнал Ками дека е кандидат, односно дека е добил Нобеловата награда, во ноември 1957 година. А кога починал? 6 година. Значи 3 години пред смртта. Ками напишал прекрасно писмо до својот наставник и ментор. Писмото е кратко, јас сега ќе ви го пренесам. Еве што пишува. Драг господине Жермен, чекав да спласне возбудувањето што овие денови беше подигнато околу мене, за да ви се обратам од длабочината на моето срце. Укажена ми е премногу голема чест, што ниту ја барав, ниту се стремев кон неа. Но штом дознав за веста, но штом дознав за веста, првата личност на која помислив веднаш после мојата мајка бевте вие. Без вас, без вашите срдечни раце, што му ги подадовте на мало сиромашно дете, кое бев јас, без вашето подучување и без вас, кој ми бевте пример, немаше да се случи ништо од ова. Ова награда не ми значи премногу, но барем ми дава можност да ви кажам колку ми значевте и колку се уште ми значите и да ве уверам дека вашиот труд, вашата работа и срце полно со љубов се уште живеат во еден од вашите мали ученици, кои покрај годините никогаш не престана да биде ваше благодарно дете. Ве сакам со сето срце, Алберт Ками. Дали убаво писмо? Искрено, без вештачки бои. Она што го чувствувал Алберт Ками, тој ќе почине. Гледате, не живел многу долго. Релативно млад починал. Но сепак нашол време во зенитот на својата слава, кога добива Нобелова награда. Секој не може да добие Нобелова награда. Тој нашол време да пишува писмо до својот сакан и почитуван учител, наставник, кој му го осетил патот и благодарение на таа личност тој станал она што станал. Може некој ќе каже сега, па добро, тоа е од човечка страна на благодарност кон друг човек. Меѓутоа ние зборуваме денеска за овој рецепт за благодарноста како рецепт за нов живот. Може се подучимо од овој човек, ја не знам дали бил религиозен или не, но тој ја практикува благодарноста во своето срце. Можел да помине преку тоа. Сега тој нешто постигнал, достигнал зенит на својата слава, доживува, добива Нобелова награда, меѓутоа тој седнува и вели, драг мој учителе, после мајка ми, која прва ми дојде во умот, ти дојде втора. Каква поука, браќи и сестри, за нас денеска. Може би тоа е човек кој упатува благодарност на друг човек, но колку треба ние да му бидеме благодарни, браќи и сестри, на Господа. Еве да прочитаме текст од еден монах. Не знам како се вика, само ја најдов ова изјава. Ти благодарам Господи мој за добрата што ми ги даде и за злото што го трпам. Каква молитва. Слава на Тебе, Боже мој, слава на Тебе. И кога ќе испратиш, пак ќе дојде благодата, пак радост. И кога ќе истрпиш, пак ќе дојде благодата, пак радоста. Знаете, монашкиот живот не е нималце лесен. Тоа е одрекнување од многу животни бенефиции кои животот ни ги нуди. И треба да им стимнеме капа во смисол на нивната упорност, што се определиле на еден таков монашки живот. Нова молитва искажува благодарноста од длабината на срцето на овој човек. Ти благодарам, Господи мој, за добрата што ми ги даде. Ние благодариме за добрата, но дали благодариме и за она кога не се остваруваат нашите молби секогаш. Овој човек вели, ти благодарам и за злото што го трпам. Знаете, Мартин Лутер, ако сте читали неговата историја, каков монашки живот живел. Јас сум имал прилика да ја видам училницата кај што тој предавал, таму во Витенберг. И кај што држал проповед, знаете, тие цркви се така, големи катедрали имат како скала и горе како подиум. Може би тука негде и он озгоре ги гледат.
кај што проповедал. Тука е во дворот и статуа на неговата жена Кате. Како тој клечел тамо во тие монашки простори со часови, живел испоснички живот, јадел само неколку корки сув леб, мислејќи дека на тој начин ќе ги задоволи Божите барења. Но како да е, монашкиот живот не е лесен. Но ти благодарам, Господе мој, за добрата што ми ги даде и за злото што го трпам. Тој не пишува дека злото од Бога доаѓа, него злото што го доживува, му благодари на Господа што Бог му дава сила да издржи. Ајде одиме понатаму и да видиме Павле што ќе каже. И затоа и ние му благодариме на Бога постојано. Дали му благодариме на Бога, браќи и сестри, постојано? Давид ја кажа следнава дефиниција. Благодари му на Господа, зашто тој е добар, затоа што неговата милост трае вечно. Библијата, браќи и сестри, е полна со такви стихови. Земете ги псалмите. Слушавме на почетокот од ова предавање. Давид зборува многу за благодарноста. Библијата зборува за благодарноста кон Бога. И верувам дека и ние, како следбеници на Бога, сме благодарни за неговата милост, заштита, за сите негови благослови, што Бог ги благословаше нашите полиња. Што, гледаме овде изложени се овие плодови. Едноставно, на тој начин ние и физички ги донесовме плодовите да се радуваме пред Бога, зашто без Божја интервенција, без Божи благослови, ако нема дожд, ако нема сонце, ако нема се оно што е потребно за еден плод да созрее и да расте, ние би биле, браќи и сестри, изгубени. Но фала ти Боже, што денеска ги благословаше нашите полиња и нашите трпези ова година кој веќе поминува не беа празни. Бог сака нашата благодарност да се издигнува кон Него, обележена со нашата посебност. Гледате, не може ние колективно да благодариме. Вред, ние се молиме, кога еден се моли, на крајот кажуваме амин. Или пееме песна на благодарност. Но гледате што вели овде во книгата Копнеш на вековите овој цитат. Бог сака нашата благодарност да се издигнува кон Него, обележена со наша посебност. Секој од нас на посебен начин да му благодари на Господа. И може би некој од нас не донесе денеска. Не е то никаков проблем. Бог не сака сите. Но Бог сака нашата благодарност да биде обележена со мое име, со твое презиме, со твој подпис, со мој подпис. Тие и таквите драгоцени сведоштва за убавината на неговата милост, поддржана со христијанскиот живот, имаат неодолива сила, што дејствува за спасение на душите. Гледате, браќи и сестри, колку е важна благодарноста. Тоа е рецепт за нашиот нов живот. Ајде од денеска да бидеме поблагодарни, во смисол да ја користиме благодарноста постојано, да не се симнува од нашите уста, не само како форма, туку како израз на она што го ние чувствуваме во нашите срца. Тие и таквите драгоцени сведоштва за убавината на неговата милост, поддржан со христијанскиот живот. Гледате, оди паралелно тоа. Со христијанскиот живот имаат неодолива сила, што дејствува за спасение на душите. И понатаму продолжува. Додека го разгледуваме неговото постапување кон нас, на нашето патување низ овој свет, да изјавиме од срце омекнато со благодарност. И сега оде цитат од псалмите Давидови. Како да му се одолжам на Господа за сета добрина. Давид символично, може би ја кренал чашата како јас сега и вели, чашата на спасението ќе ја кренам и името Господово ќе го призивам. Тоа што му го ветив на Господа пред сиот негов народ ќе го исполнам. И верувам дека на почетокот на оваа календарска година имавме овде богослужение, се сеќавам, и ветивме многу работи. Ќе бидеме подобри христијани, поредовни, подобри, поверни, подобри родители, подобри работници. Кој зна се што сме ветиле? Давид вели, тоа што му го ветив на Господа пред сиот негов народ ќе го исполнам. Господа ни помогне, браќи и сестри, да го исполниме нашето ветување. Со Божја помош, може би не сме 100%
сме го исполнили тоа што сме го ветили, но не е доцна. Секој ден што Бог ни го дава е дар. И затоа овде вели срце омекнато со благодарност. Не може човек да биде тврд кога едно дете ќе ти каже фала ти чичко, фала ти стрино. Нешто си му подал, може некоја мала чоколадка или било што, некој плод, некоја банана си му дал. И тоа ти вели фала ти, благодарам. Срцето тогаш е омекнато, тогаш ти е мило. Низ твоето тело поминуват такви пријатни чувства. Благодарноста е многу важна и затоа, браќа и сестри, да ја изразуваме во нашиот живот. Еве, ќе спомнам сега неколку цитати на познати или непознати луѓе и тука полека ќе одеме при крајот на ова наше размислување. Френк Кларк рекол, ако некој не е благодарен за оно што го има, тој најверојатно нема да биде благодарен за оно што ќе го добие. Видите, малите нешта се многу важни. Го знаете оној пример сега, да не земеме од времето кога еден татко имал син и сакал да го награди. И синот очекал најдоброто автомобил. Да отидат во салон и да плати со чек татко му и така некоја добра кола, да се момчето горде меѓу девојките, меѓу друштвото. И знаете, едно утро кога синот се буди, на масата наоѓа подарок, една книга со она панделка, како се вика, замотана и стои таму, и мајка му вели, сине, ова е подарок од татко ти за тебе. А синот очекувал некој чек, 50.000 еври, што те знам, може и поголема сума. Тој ја зима книгата, отвара, што една само Библија си ми дали за роден ден, ја фрлил таму на страна. И побегнал синот од дома. Толку луд, го напуштил семејството. Се скрил некаде, со денови, со месеци, дури со години. Библијата стоела таму негибната, нечепната со години. Времето одминало, таткото бел во пензија, дошла болест и починал. Таткото починал. Но некако веста стасела до синот, таму кај се наоѓал во тој така наречен бел свет. А решил да се врати и да присуствува на погребот. Мајката уплакана го прегрнала синот, поворката завршила, погребот се завршил и сега синот се враќа повторно во собата, кај што последните мигови се уште му се ројат во умот, кога таа сцена, таткото седел таму, мајката, тој ја зимал на книга, ја фрла таму на страна. Се извинил секако на мајка му, но немало, таткото веќе не бил жив, да го прими тоа извинување. И синот сега оди повторно да отвори таа книга. Ја отвара и внатре на негово изненадување, знаете што нашол? Чек, напишан на таа сума на пари, за таа кола што тој ја бендисал, што ја сакал. Почнал да плаче, но не вредело. Повеќе таткото не бил присутен овде. Веќе сестри, понекојаш, се случува, како овој цитат што вели, ако некој не е благодарен за она што го има, тој најверојатно нема да биде благодарен за она што ќе го добие. Затоа да ја користиме благодарноста и за мали, и за поголеми нешта, па и за некои најголеми. Замислете некој ти подари куќа. Може има и такви моменти. Без разлика што е да е. Понатаму, никој не е повеќе осиромашен од оној што нема благодарност. Никој не е повеќе осиромашен од оној што нема благодарност. Благодарност е валута, новчаница што би рекле, која можеме да имаме за себе и да ја трошиме без страв од банкрот. Нема тука да се банкротира. Користете ја благодарноста што повеќе, ќе имаме повеќе радост во животот. Ќе бидеме повеќе ние расположени и оние кои тоа го слушат и на кои упатено. Затоа благодарноста е многу важна, браќа и сестри. Кој не се заблагодарува за малку, нема да се заблагодари за многу. Нешто слично како претходната изјава. Значи, кој не се заблагодарува за малку, нема да се заблагодари за многу. Ако единствената молитва, што ја кажавте во целиот свој живот, беше ти благодарам, тоа би било доволно. Гледате колку е мокна ова реченица, овој збор. Ти благодарам. Значи, кога ништо не би правиле, само тоа да го користиме, сепак би било многу поефективно.
Благословено би било тоа во нашиот живот. И сега Павле ќе каже на крајот: немојте да се уморувате. Да го правиш она што е добро. Не се обесхрабрувајте и откажувајте, зашто во соодветно време ќе стигнеме на жетва на благослов. Да не се, браќи и сестри, умараме. Да не се уморуваме во нашиот живот. Едноставно да бидеме упорни. И уште две изјави. Неблагодарното срце не открива милост, но нека благодарното срце зачекорува во текот на денот. И како што магнетот го наоѓа железото, така секој час ќе ги најде небесните благослови. Благодарност е квалитет сличен на електричната енергија. Мора да се произведува, испушта и да се искористи за да постои воопшто. Господ, браќи и сестри, нека не благослови. Господ нека ни помогне да навистина го користиме овој бесплатен рецепт, даден ни е на располагање. Од тебе и од мене, од нас зависи дали ние ќе го користиме за да ни биде нам добро, да ги искажеме тие внатрешни чувства преку ова зборче, кое е многу едноставно, благодарам, но многу силно, како рколец. Сте виделе поред патот во асфалтот како некои дрвја избиле. Замислете дрво притиснато од асфалт, тоа се бори со асфалтот и го пука. Цемент, било што. Нека таа благодарност се роди длабоко во нашите срца и да биде составен дел од нашиот живот. Да го користиме овој рецепт и да кажеме пред се: фала ти Боже за секој нов ден што ни го подаруваш во нашиот живот. Фала ти Боже за храната, за лебот, за сонцето, водата, за се оно што допринесуваш да имаме еден мирен и спокоен живот. Секако кој ќе се најдеме на новото небо, таму ќе му кажеме директно на Бога: благодарам Исусе, што умре за нас, што го даде својот живот, за ние да живееме заедно со Него во вечноста. Нека му е вечна благодарност на големиот Бог. Амин.